Добар ден, драги ученици! Еве една нова лекција за вас. Денеска ќе учиме за вода. Ова се адаптирани наставни содржини по предметот Основи на природни науки. За вас лекцијата ја подготви наставничката Милица Серафимовска, наставник, специјален едукатор и рехабилитатор во посебното основно училиште доктор Златан Сремец, Скопје. Па да почнеме. Живееме на планетата Земја. Погледни. Ова е снимка од Вселената. Кои бои ги гледаш? Најмногу сината, нели? Тоа е вода на Земјата. Затоа планетата Земја ја викаат сина планета. Водата ја има насекаде околу нас. Во барите, во реките, езерата, морињата, океаните, дури и во облаците. Водата е услов за живот. Без вода нема живот. А на кого му е потребна водата? Водата е потребна на растенијата, за да можат да растат, да се развиваат и да даваат плодови. Потребно е да добиваат вода. Значи, многу е важно почвата да биде влажна, затоа што растенијата ги земаат хранливите материи од почвата. Водата ми е потребна и на животните. Сите животни пијат вода. И на луѓето. За да бидеш здрав, треба да испиеш 7 до 8 чаши во текот на денот. А зашто ни е потребна водата? Секое утро си го миеш лицето со вода. Секојдневно по неколку пати ги миеш и рацете со вода. Се бањаме со вода. Пиеме вода. Готвиме со вода. Вода ни е потребно за во тоалет, за перење, за чистење. Водата е животна средина за некого. Знаеш ли кој живее во вода? Во вода живеат многу морски животни. Риби, октоподи, ракови, школки, водни желки, морски звезди, различни растенија. Водата е животна средина. Преминуваме на нешто друго. Сега ќе зборуваме за состојби на водата. Водата се јавува во 3 состојби. Во течна, во тврда и во гасовита состојба. Значи, водата, да повториме, се јавува во 3 состојби. Во цврста, во течна и во гасовита. Мраз. Тоа е цврста состојба на водата. Си видел ли котски мраз? Се разбира дека си видел. На многу ниски температури, под нулата, водата мрзне и се претвара во кристали. Многу кристали ја даваат цврстата состојба на водата. Во лето, кога е многу жешко, мразот ни го разладува нашето сокче. Мраз има постојано на многу високите планини. И во зима се разбира, снегулките се смрзнати кристали на вода. Вода во течна состојба. Оваа состојба на водата најмногу ја користиме во секојдневниот живот. За пиење, за готвење, за поливање на растенијата.
во вода пливаме, во вода се бањаме, тогаш кога е водата во течна состојба. Водата во гасовита состојба. Сигурна сум дека си видел кога врие вода во тенџере во твојот дом. Од водата тогаш можеш да забележиш пареја. Тоа значи дека водата на висока температура испарува и се наоѓа во гасовита состојба. Парејата е всушност ситни капки вода, таа е полесна и оди во воздухот. Значи водата се наоѓа во гасовита состојба. Треба да знаеш дека водата кружи во природата. Ако ги научи трите состојби на водата, полесно ќе го разбереш овој процес. Кажавме дека вода има во барите, во реките, во езерата, во морињата. Знаеме од претходните лекции дека сонцето не грее и затоплува се околу нас. Сонцето е извор на светлина и топлина. Така сонцето во природата ја загрева водата, а со загревање на водата видовме дека таа преоѓа од течност во гасовита состојба. И така ситните капки вода се издигаат високо во воздухот. Тие формираат облаци. Облаците се всушност многу капки вода. Кога ќе се наполнат облаците, почнува да врне дожд. Дождот е вода. И потоа дождовните капки повторно паѓаат на почвата, во реките, во езерата, во морињата и така се полнат. Значи, водата од почвата, од водата, од езерата, морињата и реките испарува, оди во облаците, а повторно се враќа назад на земјата во вид на дожд или снег. Тоа е кружење на водата во природата. Луѓето ја загадуваат водата, за жал. Тие фрлаат различни отпадоци во водата. Од конзерви, пластични кеси и шишиња, до различни апарати од домаќинството. Убаво ли е да се загади водата? Се разбира дека не е убаво. Исто така, водата се загадува и од фабриките. Низ систем на цевки ја загадуваат водата и испуштаат различни отровни материи во водата. Рибите и останатиот свет воопшто не се среќни зашто некој им го загадува нивниот дом. Сите ние треба да пиеме чиста вода. Процесот за прочистување на водата е во повеќе чекори и преку водоводна мрежа на цевки водата стасува во нашите домови. Мора да напоменеме дека има се помалку и помалку извори на чиста вода. Имаме се помалку и помалку чисти реки, езера и мориња. Солената вода од океаните, од морињата не можеме да ја пиеме. Системите за прочистување секој ден се повеќе усовршени, така да низ многу чекори и низ прочистителни станици водата низ систем на цевки доаѓа до нашиот дом, до нашата зграда, до нашата училница, до нашето училиште и така сите ние треба да пиеме чиста вода. Користи ја водата разумно и не ја загадувај. На планетата Земја има се помалку и помалку водни ресурси. Затоа сите ние треба разумно да ја користиме водата и да не ја расфрламе. Кога миеш раце, не оставај постојано да тече водата од чешмата.
Направи пауза со водата. Накваси ги рацете, стави сапун и додека ги триеш рацете, затвори ја чешмата. Потоа повторно отвори ја кога ќе сакаш да си ги исплакнеш рацете. Се надевам дека ова беше корисна лекција за тебе. За да научиш повеќе, можеш и да истражуваш и да играш. Еве неколку линкови со кои можеш да научиш повеќе за водата. Ти благодарам што следиш. До гледање!